СДСМ реагираше на ставовите на владата за изградба на големи центри за податоци, обвинувајќи ги дека го загрозуваат јавниот интерес и енергетските ресурси на државата. Опозицијата смета дека овие проекти може да ја зголемат енергетската зависност, да влијаат на растот на сметките на граѓаните и да создадат придобивки за приватни интереси и тендери. Овие објекти трошат екстремни количини електрична енергија и чиста вода, додека економскиот поврат, вработување и даночни приходи е минимален. Еден голем дата центар троши меѓу 1 и 3 милиони литри питка вода дневно, колку што троши град со 15 до 30 илјади жители. Во услови на климатски промени, суши и воден стрес, ова директно ќе доведе до рестрикции за домаќинствата и земјоделството. СДСМ бара мораториум за изградба на нови комерцијални центри за податоци што користат вода и бара построги стандарди за дозволените проекти. Реагираше Министерството за транспорт, обвинувајќи ги дека се обидуваат да го попречат развојот на државата. Оттаму додаваат дека за изградба на центар за податоци мора да се исполнат сите технички услови што се строго утврдени со закон, да се направат сите видови студии и да се обезбеди квалитетна работа. Инвестициите во центри за податоци достигнуваат милиарди евра во сите развиени држави во Европа и Америка. Развојот на технологијата и вештачката интелигенција е еден од главните двигатели на модерните држави. Во изградбата на еден центар за податоци се ангажираат најмалку 300 работници, додека за оперативно функционирање на еден центар за податоци се вработуваат околу 100 високо квалификувани инженери. Од Министерството истакнува дека со развој на самата вештачка интелигенција центрите за податоци се неопходни и поради тие причини државата треба да следи паметна политика што ги следи во чекор сите нови трендови во технологијата.